Црвен крст Струмица во соработка со Институтот за трансфузиона медицина секоја среда организира дарување на крв каде се собираат на 20 единици крв. Според податоците од секторот за трансфузиона медицина, најпотребни се крвните групи Б и АБ, а поголем број на дарувани крвни единици има од групите А и нулта. Според предходно изработен годишен интегрален план, во соработка со нашите соработници, Службата за трансфузиона медицина и Црвениот крст на Република Северна Македонија, крводарителските акции се одржуваат секоја среда во периодот од 9 до 14 часот. Тие можат да бидат граѓански во Службата за трансфузиона медицина или теренски кај нашите соработници, најчесто во општините Струмица, Василево, Босилово и Ново село, во трите средни училишта, во секторот за внатрешни работи Струмица и со вработените во УЈП. Морам да кажам дека сум задоволна од одзивот на крводарителските акции, а задоволството е уште поголемо што голем број од крводарителите се млади лица во кои што е развиено чувството за помагање, дарување и спасување нечий живот. Дарувањето крв е доброволно, анонимно и бесплатно, исто така не е болно, не создава навика и нема штети на организмот. Мислам дека затоа нема потреба од страв кај граѓаните. Исто така материјалот за земање крв е за една употреба, така што дарителот и примателот се потполно заштитени. Пред секое дарување крв се врши лекарски преглед и со тоа дарувањето крв е корисно, бидејќи ќе се го проверат. Исто така апелираме до граѓаните да дојдат и да даруваат крв и со тоа да станат општествено одговорни граѓани на нашето општество со високо развиени хумани особини за своето здравје. Од секторот за трансфузиона медицина информираат дека инцидентно може да се јави недостиг од негативни единици и во ваквите случаи потребно е да се повикаат дарители кои однапред се согласиле на тоа, со цел да се задоволат потребите на лицата. Доктор Дениза Стамболиева додава и дека летниот период сите крвни групи се дефицитни, но земајќи ги во предвид одморите, сообраќајниот метеж и иселеноста на млади луѓе, условите за дарување крв се отежнати, па така е намален и бројот на ваквите акции. Според критериумите за крводарување, мажите може да даруваат крв на секои 3, а жените на секои 4 месеци. Крводарител може да биде секое лице со добра општа здравствена состојба на возраст од 18 до 65 години.